Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Далеку од дома, во северен Израел, 10 браќа ги чувале овците на татко им додека паселе на пасиштето. Завидливоста кон помладиот брат ги обземала. Што прави сонувачот Јосиф деновиве? Бог очигледно му кажал дека ќе стане славен човек и ние ќе мора да му се поклониме. Тоа е најсмешното нешто што сум го слушнал некогаш. Се уште сум љубоморен за убавото палто што татко ни му го даде. Да не зборуваме за тоа. Тоа само не вознемирува. Поважно е да се погрижиме да најдеме бујни ливади за стадото. А дома таткото размислувал за синовите. Јосиф, загрижен сум за твоите браќа. Дали се безбедни? Може би животни ќе ги нападнат овците, оди и види дали се добри. Немало потреба по 5 пати да му се кажува на Јосиф што треба да прави. Без да се жали, веднаш послушал. Јосиф требало да оди многу километри. Браќата го виделе оддалеку. Гледајте, доаѓа сонувачот. Еј, момчиња, ајде да го убиеме. Не правете го тоа. Наместо тоа, фрлете го во бунарот. Рубен, најстариот брат, го гризела совеста. Сакал да го спаси брат му. Јосиф дошол поблизу. Не знаел ништо за нивните ужасни планови. Мир вам, браќа. Како сте? Тоа не е твоја работа. Веднаш дај ми го палтото, а потоа ќе ти покажеме како изгледа бунарот од оздола нагоре. Не, пуштете ме. Што лошо сум направил? За среќа, во бунарот немало вода, но бил толку длабок што Јосиф не можел да излезе сам. Помош! Помош! Извадете ме одовде! Помош! Сакам да излезам. Ме слушате ли? Помош! Браќата насмеани седнале под сенката и каснале нешто. Одеднаш се појавил караван со камили. Трговци ги носеле своите производи во Египет. Имам идеја. Ајде да го продадеме Јосиф. Јуда, одлична идеја. Тогаш ќе се ослободиме од него и ќе можеме да ги поделиме парите. Договорот бил направен. Браќата го продале Јосиф да биде роб во туѓа земја за 20 сребреници. Го зачувале прекрасното палто и го вратиле кај татко им. Било покриено со крв. Татко, го најдовме ова. Не е ли ова палтото на Јосиф? Да, сигурно го растргнало диво животно. Тој е мртов. Мојот син, Јосиф, е мртов. Го покриле својот грев со лага, а нивниот татко им поверувал. Од нивните срца излегувало само зло, но Бог тоа го замислил за доброто на Јосиф. Љубопитна сум како ќе продолжи овој расказ во следната драма. А вие? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!